Ова утро ви пренесуваме успешна приказна на луѓето од третата доба. Господјата Мира Смилевска има 81 година, но се уште активно се занимава со плетење. Господја Мира, ќе ви посакам добро и убаво утро и најнапред ќе ве прашам како ви се роди љубовта кон плетењето и кога за прв пат почнавте да плетете? Јас почнав од мојата 6-та година кога сестра ми почна да ме учи да плетам, пошто она ми плетеше джемпер од волна. И од волна јас знаев да го удвојам со вретено. И вика сега кога го удвои, сега ќе си сплетеш джеп. А па јас не знам да плетам, ќе се научиш, вика, и мене мама ме учеше и јас тебе ќе учам. И тогаш почна да ме учи. Ама немав многу желба за плетење, пошто везев перничиња, чаршавчиња, тогаш така се носеше, куварици за волкујна. Таа во младоста посетувала и курс за везење, за бел вез кој што бил многу модерен во тоа време. А подоцна везала и плетела за чеизот на сестре, но и за незините деца. Везените работи си уште може да се најдат во незиниот дом. Или како што вели господја Мира, домот не сака да и биде продавница. Почнав да си плетам на работа, имавме плетачки машини во Сингер работа. Таму плетев на машините и просто си измислував сама. Сестри ми, како? Викам, јас имам. Замислена некоја мисла, аз сакам косата да ми биде средена. Зашто ми ставаш да не можам ја тоа да го кричам, вака ќе го правите. Како? Така ќе оставаш текли на чекање, викам. Како, вика, така? Така, викам. А тоа во книгичето што упатство има, убаво си пишува, јас си ги читам упатствата и викам, може и ова и рачно да се плете. Јас си плетам сега, по моја желба ракави оставам да биде круг, да не биде овака, косо. И сакам да ми биде убаво. Јас викам, сама им кажам, вака ќе плетеме. Значи, дојде ред, сестриве, да си ги учам како да плетам. Господјата Мира плете најразлична облека. Джемпери, чорапи, елеци, топлинки, фустани или се што може да се направи од волница. Вели дека плетењето ја одмора, но и ја смирува. Се смирувам. Ако цел ден денеска нешто се работи, или у град си искочам, или довде, вторник и петок, доаѓаме тука да се видиме. Јас оставам вечер да се смирам, телевизија си гледам и си плетам. И мене тоа ме смирува. Не знам, јас... Колку време ви е потребно за да сплетете еден джемпер? Еден джемпер со ракави, па сега со сите работи домашни и излагање една недела. Не може све. Се плетат предници, грб, ракави и треба све да сложиш тоа и не може све најнаш. Значи ова ќе плетам, па имам работа до град или до здружение. Поручек, па до здружение да цирнам како се одвива да не има некој проблем. Така да една недела покрај сите работи така. Покрај сите работи што активно ги завршува во текот на денот. Таа секогаш е со плеталото в рака или никогаш нема резервна волница. Вели дека ако сака да плети нешто, мора да оди во продавница да купи волница. Младите се повеќе на работа и немаат време и затоа не плетат, смета господја Мира. Порано било друго време и повеќе се плетало. На оваа дама и посакуваме уште многу години достоен живот и уште повеќе рачно изработени джемпери.